Во деновите што ни предстојат, има многу внимание, многу шарени, светкави работи, а Витаминка подготвија за вас прекрасни подароци кои може да ги искористите за да ги изненадите вашите драги личности. Убави лампиони, кои понатака може да ги користите. Јас искрено ги користам за да чувам каромит во фрижидер. Навистина многу практично се затвора целото пакување и апсолутно понатака може да си ги користите и да ги реупотребувате сите производи. Но изненадете некој со убавиот лампион полн со чоколадни јајца внатре. Денеска сакав да направиме една емисија, односно предлози кои сакам да ве подготват за новогодишното товење кое ни престои. Сакам да ви подготвам полесни варијанти. Ке направиме такоси. Ова е рецептот, морам да ви кажам, на мојот син Марио. Тако е едно од најчестите јадења кои ги подготвуваме и морам да ви кажам дека ги подготвува најчесто син ми. Се подготвуваат лесно и се многу безбедни за деца, бидејќи се во суштина работи кои треба да ги составите. Јас малку го изменив неговиот рецепт, односно малку го усложнив, заради тоа што сакам да имате богати вкусови кои ќе ви овозможат да ги разгалите вашите сетила и малку полесна храна пред божикните и новогодишните празници кои ни престојат. Тако, денеска избрав хелјда тортилји. Хелјда тортилите се малку поздрава варијанта од тортилите ченкарни или од бело брашно. Кога ни ги достави пакет МК, можете да најдете најразлични производи во нивниот онлайн маркет и со само неколку кликови тие да бидат на вашата врата. Ќе ги подготвиме најпрвин тортилите. Такото е во суштина нели јужноамеричко јадење кое се прави на тој начин што ќе мора да тортилите ги потпекувате, односно ја вадите целата течност која се одржат внатре, ги правиме на тој начин што целата тортилја ќе искористиме решетката на нашата рерна горење и на самата решетка ќе ги поставиме во вид на некако како пликчиња, ќе ја пуштиме рерната на отприлика 150-160 степени околу 7-8 минути. Односно, готови се кога ќе видите дека веќе ја задржуваат својата форма и малку се подгорени за печење. Јас сакам ова да ви го покажам како да го направите, за да може да имате успешни тако рецепти по дома. Секогаш чувајте ладна рерната, бидејќи мора убаво да ги наместите тортилите, а доколку решетката е веќе стоплена, може да се изгорите, треба да бидете безбедни во кујната. Значи, искористете 2 шипки од постоечката решетка и поставете ги тортилите свртени надоле. Јас имам цело пакетче. Треба да нахранам гладна армија, буквално. Ова е омилениот рецепт на Марио. Навистина сака, секогаш сака да бидејќи зачинета храната, тортилите му се баш и фах. Навистина знае убаво да ги подготви. Ги ставиме сите. Знам дека тука имам 6, така. Убаво малку повлечете ги за да добијат форма на пакетчиња. Затворете рерната и уклучете ја на 150 до 160 степени, доколку имате вентилатор како мојата рерна на горење, спуштате температурата за 10 степени и оставете ги 7-8 минути, 10 во зависност од големината, зависност колку се влажни тортилите, за да се стврднат и да бидат совршено пакетче. Додека ни се подготвуваат тортилите, односно се дехидрираат и станат малку поцврсти, за да ги примат сите убави состојки кои ги подготвиме, Јас морам да си ги наострам моите ножеви, карес ме опремија со најразлични алатки и секако се грижат да бидат моите ножеви секогаш остри, како и вашиот карактер. Ножевите секогаш чувајте ги остри. Јас веројатно ме виделе дека ги користам чаша за да ги наострам и добив една прекрасна
алатка. Целото упатство го имате на самата алатка, значи имате имате 3 чекори да ги наострите ножевите. Најпрви имате подготовка, потоа острињето и на крај ножот се полира. Јас ќе ви презентирам како тоа изгледа, значи најпрви почнуваме со подготовката. Убаво држете ја алатката за да не ви избега и само поминете го ножот неколку пати на подготвителниот дел, потоа иде тој што е челичниот дел каде што го остри сечилото и на крај убаво исполирајте го и имате исклучително остри ножеви. Ќе го измијам пред да го употребам. Бидејќи има парченца метал, не ви треба металот во вашата храна и ќе го искористам за да го подготвам пилешкото. Моите такоси денеска ќе бидат со пилешко. Марио најчесто ги сака подготвени со мелено месо во сосови, но јас ќе се обидам да го изненадам денеска со пилешки такоси. Имам неколку парчиња стек кои ќе ги исечам на тенки лентички. Видете како совршено сече ножот, а месото ја активираше и Бони која дојде по своето парче. Не знам зошто, но многу ме радуваат овие денови пред Нова година. Многу ги сакам деновите пред Нова година. Не сум некој човек што многу сака, не знам, да оди по ресторани, по кафичи, меѓутоа многу го сакам периодот кога се подготвувам, кога смислувам што да сготвам. Многу сакав кога беше тоа, возможно шетање по оние тезги на нашиот плоштад, кога можевме да купиме честитки, сите оние работи кои не прават баш блиски, но за жал ќе мора да се стрпиме и да останеме одговорни за да го победиме ова зло кое ни се случува и безбедно да ги прославиме празниците во кругот на нашето семејство. Мојот нож е, не можам да ви објаснам колку остар, тоа вистина ме возбудува, заради тоа што навистина сакам остри ножеви и многу е важно да имате остри ножеви, бидејќи употребата на остар нож ви ја олеснува работата во кујната, односно ви дава можност побрзо да ги завршите работите. Апсолутно е безбедно доколку користите техники каде што ги заштитувате своите прсти. Значи секогаш кога користите остар нож или сатар, ставете дланката на, не знам, кромит или месо или што и да сечате, со тоа што ќе ги испакнете прстите и зглобовите, тие ќе ви бидат граничник за да го бранат ножот, да може да ви ги исече, случајно да не ви ги исече прстите и само повлечете и секако купете алатката на карес за секогаш да ви ги одржува ножевите остри во вашата кујна. Исто така, заедно со карези подготвивме изненадување, односно со користење на кодот Маја20, може да си ја купите или да ја ударите на некого за Нова година. Алатката за варење ориз и киноа, значи на сајтот на Карес МК, изберете го готвачот за ориз и за киноа, внесете го кодот Маја20, изненадете некој, додадете внатре лампиони со прекрасни чоколадни лампиончиња на витаминка и имајте убави празници. Овој пат направете си да ви биде забавно. Исечам лентички. Значи, за да наполните 6 тортилји од оваа големина која ги имам јас од Хејда, потребно ви отприлика килограм пилешки стек, заради тоа што тоа е месото, односно главното полнење. Доколку искористите помалку тортилји, може да го направите ова јадење и овој оброк и само за двајца. Јас дури знам и за себе само да го направам, заради тоа што е брзо и едноставно. Искористете помалку пилешко. Доколку сте вегетаријанец и сакате вегетаријански основи, едноставно може да го изоставите пилешкото и да го наполните само со граф, со некој, не знам, сирење внатре и да имате прекрасно искуство. Ќе загреам тавата. Бони ќе почастам со уште една парче. И ќе ставам брилијантно чогледово масло, бидејќи сакам да ми биде неутрално, односно да не ми доминира маслиновото масло, затоа што ќе ставам многу зачини. Ставете убава количина.
затоа што ќе пржиме килограм пилешко. И ставете го пилешкото да се пропрши. Може би амбициозно трнав, ми требаше може би поголема тава или на 2 пати, но ќе се испржи, нема потреба да биде баш како стапчиња, затоа што тие влегуваат како полнење, не мора да ја задржи својата големина. Само имајте го на око и пржете го 6 до 7 минути, односно додека не обели целото пилешко и не ги задржи сите свои сокови внатре. Пропржете го пилешкото додека не испари целата вода, односно, не знам, 7-8 минути, мислам дека доволно. Ќе ги проверам за тоа време тортилите. Имам убава силиконска штипалка од Карес. Ете ги, баш се готови. Совршено дехидрирани и спремни за полнење. Ќе ги оставиме дополнително да се изладат од воздухот, доколку не ги покриете, тие дополнително ќе се тврднат внатре, малку се топли, меѓутоа, да може да забележите, можеме внатре како пакетчиња да ги наполниме. За тоа време ќе го зачинам моето пилешко. Мислам дека е веќе готово и ве видите, изври водата, остана само маслото и почнува веќе да подгорува. Право време да ги ставиме зачините. Ќе ставам малку сол и ќе се заиграм во кујната, затоа што не можам да се изнарадувам на сите убави гаджети кои ги добив. Имам мерици лажички кои ги донесе Карес. Ќе ставам 1 лажичка сол. Може би Карес ќе ме научат да користам мерки, заради тоа што многу им се радувам на сите овие направи кои ги имаат. Имам 1 лажичка чили. Ќе ставам 1 лажичка цимет, секако на витаминка. Ќе ставам 1 лажичка куркума. Тоест половина, може би, заради тоа што куркумата знае да биде многу остра во вкусот. Ќе ставам половина, имам тука меричка и за половина лажичка. Ќе промешам. Гледате веќе зачините го искуштија својот мирис, но и го подгореа пилешкото, го направија зачинето и му дадоа баш убав вкус. Дајте му уште малку време за маслото да ги активира сите вкусови. Маслото секогаш ги активира повеќе вкусовите кои ги испуштаат зачините. Додадете бибер, свежо мелен и промешајте. Оставете го неколку минути да го заврши своето готвење, а за тоа време подгответе ги останатите состојки. Направам 2 намази, односно ќе направам намаз од витанеси павлака. Тука имам мегле павлака, која ни ја донеса нашите пријатели од Даути, и ќе ставам витанес. Во 2 лажици павлака ќе ставам малку од витанезот, заради тоа што сакам да имам бел намаз. Убаво ќе ги промешам за да се соединат. Со тоа ќе ги примачкам од едната страна. Ќе ставам свеж макдонос, половина китка.
Ќе ја исечкам убаво со мојот свежо наострен нож. Убаво исечкајте го макдоносот. Доколку може да најдете свеж коријандар, би било еден прекрасен вкус и дополнување, баш ќе биде автентично јужноамерички вкус. Јас не можев да најдам за денеска да ви презентирам. Може би на пролет кога ќе порасне мојот во градината. Но во ова јадење совршено би одговарал свеж коријандар. Ставајте го во намазот. Доколку не сакате луто, изоставете ги одредени лути состојки. Има луѓе кои не сакаат луто, јас за среќа или несреќа сум од оние кои навистина сакаат оган луто. Лут вкус во својата храна. Дури и децата ги направив, навистина сакаат луто да јадат. Ќе ставам уште малку чили пиперче, за да ми го офарба мојот бел сос. И тоа ќе ми биде белата основа. Прекрасно. Секако ќе употребам кетчап витаминка, бидејќи нема тако без кетчап. И ќе почнам со полнењето. Ќе го тргнам од оган пилешкото. Како основа, од едната страна ќе ставам бел сос. Ќе ставам еден лист марула салата. Убаво, може би 2, затоа што овие тортили се навистина поголеми. Ќе ставам пилешко. И она што сакам да го направам, за да имам еден запечен вкусна скара, ќе ја пуштам мојата рингла на горење. Ќе трнам ова за да можете да забележите. Убаво ќе земете еден црвен кромит, ќе го фатите со штипалки и само на оган малку ќе го запечете и ќе го печете додека не почнат да се појавуваат буквално како пликови на кожата. Таа кожа, еве гледате, не знам дали може да видите, дека се станува буквално како изгорена кожа, но тој слој ќе го извадиме, а внатре ќе добие кромитот запечен убав вкус, ќе го ставиме жив и свеж. Убаво пропечете го. Еве го како е запечен, гледате веќе има како меури, односно баш изгореници по својата кожа. Ќе го употребиме баш таков изгорен, за да го има тој зачаден убав вкус. Ќе направам баш полукругови кои ќе ги ставам во мојата убава печена тортилја. Малку е топла, внимавајте. Јас сакам се брзо да ви покажам, па може да се случи баш хаварија во целиот процес. И таа тортилјата ќе ставиме внатре неколку парчиња од запечениот кромит. Имам свежа пиперка исечена на лентички, таа ќе биде крцкавото и свежото покрај марулата во такосите. Ми фали пченка, заради тоа што такото секогаш бара сите оние мексички убави работи кои се додаваат и ќе ставам малку црвен граф. И нема добар завршеток без убаво сирење. Карис ми достави едно прекрасно убаво ренде, кое можам да го искористам за ситно, за да можам да рендам и лимон, но овој пат ќе рендам чедар. Нарендајте убава количина, бидејќи треба да наполниме 6 тортили овој пат. И ставете дарежливо количина чедар. Ќе ги наполнам останатите 6 тортили и од одворир на 2-3 минути само за да се растопи чедарот.
Секоја вечера со такоси мора да заврши со шпански јужноамерички десерт. Денешната епизода апсолутно ќе ја посветам на омилените рецепти на Марија. Ќе ви подготвам чурос. Чурос е улична храна која може да најдете во Шпанија и во основа е многу слична на нашите крофни, со тоа што се прават долги како црви, така ги вика Марија, црви, кои потоа се потопуваат со цимет и шекер, а се јадат со топло топена чоколада. Многу е важно да ги направите да ја следите постапката, заради тоа што многу е важно тестото кое ќе го подготвите да биде топло. Имам 6 лажици мегле путер, многу е важно да ги ставите во топло тенџере. Мене каре сме опремија со најразлични играчки, ова е нивната маталка. И стопете го путерот. Тестото овој пат се прави на специфичен начин. Во топол путер ќе ставите брашно, ќе ставите се она што треба да го сочини тестото, потоа ќе го црнете на страна, ќе се подизглади. Во тестото оди 2 лажици шекер. Шекерот ќе го ставите директно во путерот за да се спојат, односно да се деси таа емулзификација и потоа подлесно да може да се спои со брашното. Ставете 1 шолја брашно, сенаменско брашно и ќе ја ставите со многу силно мешање. Ќе добиете буквално смеса која ќе се направи како тесто. Силно измешајте и кога ова ќе го направите, го тргате од оган и веќе нема да користите оган. Убаво измешајте за да не ви се создадат грудки. И ќе го оставам да се овлади 10 минути, а потоа ќе додадам малку 2 јајца со постојано мешање додека не го формирам целото тесто. Ќе му помогнам да се изглади со постојано мешање. Од кога 10 минути ќе се изглади тестото, значи да можете буквално да го допрете, а да не се изгорите, ги ставате јајцата едно по едно со постојано мешање, за да се соединат со тестото. Убаво и енергично мешање. И еве како треба да изгледа. Не знам дали може да забележите. Сјајна и густа смеса, која може да ја ставите во шприц и да формирате црви. Во меѓувреме ќе го подготвам тенџерето, значи ставате убаво тенџеро и доста многу масло внатре, ќе користам брилијант сончогледово на витаминка, заради тоа што е неутрално, овој пат не може да користите маслиново, заради тоа што апсолутно треба да биде неутрално и да се задржи тој благ вкус. Ќе ставам половина шише за да може да се потопа чуросот внатре и да се пржат еднакво од сите страни. Средна топлина, никогаш немој да ги ставате на најака топлина. И со лажица полека пренесете го тестото во готварскиот шприц. Марија ќе биде пресреќен со денешниот мој избор. Многу често знам да му го утнам изборот и она што му е вкус за денот. Има многу специфичен вкус, не знам дали е тоа до тинеџерските години, но многу ретко ми бендисува тоа што сакам да го направам, тоа што ќе изберам да го направам. Но не беше така. Беше мило, симпатично детенце што јадеше се што ќе му се сервира. И маслото се загреа, направете ленти, помогнете си со ножичка и формирајте прекрасни чуроси. Готови се кога ќе почнат да пливаат и ќе видите ќе се потемнат од сите страни. Во меѓувреме, тука имам шекер, 1 шолја, малце повеќе, колку сметате, и ќе ставиме секако цимет. Чуросот традиционално се валкаат во многу шекер, кристален шекер, не шекер во прав, и ставиш цело пакетче витаминка цимет, ќе го измешам. И како ќе бидат готови, додека уште имаат масло на нив, ќе ги префрлам во шекерот со цимет. И
Кога ќе се испржат, ќе добијат убава златна боја, еве како изгледаат. Префрлете ги во шеќерот и продолжете со пржење. За тоа време направете чоколаден сос и уживајте во прекрасните рецепти на шпанската или јужноамеричка кујна. Чурото се готови, ги испрживме, ги извалавме во шеќер со цимет и секако чурос не може без топено чоколадо. Тука имам една шолја блага павлака за готвење. Ќе ја стопам и ќе ставам 3 цели чоколади за готвење од благата програма на Витаминка. Ако сте љубител на бело, искористете и бело чоколадо. Значи, само што павлаката ќе почне да врие, додадете го чоколадото, намалете го огнот за да не изгори и да не ви подгори. И полека промешајте. Чека во рерна, стопени, топли, крцкави, совршени. И дека и чоколадата е веќе готова. Еве гледајте како прекрасно се стопи, се спои со павлаката за готвење. Само убаво промешајте, за да нема гручиња, треба да е течно. Ставете го во една шолја. Обидете се да не направите неред. И прав деликатес. Тоа беше се за денеска. Ви подготвив 2 шпански рецепти кои може да се наречат улична храна. Се потрудив да ве охрабрам да јадете нешто полесно пред периодот на товење. Вие израдувајте ги вашите најмили, направете нешто специфично, изберете некој подарок за нова година од Карес, од Витаминка и бидете ми добри и останете во добро здравје. Ние се гледаме веќе утре со нови идеи.